Денес требаше и сакав да започнам со решетање. Значи, пробудување, реформа, ран дошт и лажно пробудување како спротивност. За лажното пробудување нешто кажав минатата сабота, а сега сакав да ги поврзам пробудувањето и реформата со решетањето. И за таа цел денес само ќе започнеме, а ќе продолжиме следната сабота, бидејќи ова е малку поголема тема. Може би ќе фати и 3 саботи. Значи, на нашата табела, ако ја имате се уште, јас го замолив Трајче да направи нови копии кај него на работа. Меѓутоа, денес па ни него го нема. Да, дождот веројатно ја и завршил својата работа. Ова е табела од некоја книга, ја не знам која се уште, која што Трајче ја фотокопирал и сакал табелата да биде предмет на проучување. Тоа уште пред нова година ми ја даде, па реков, ајде, ќе дојде време, ќе ја почнеме некојаш. Па ја започнахме пред месец дена од некаде од прилика. И се уште сме тука на почеток, да речеме, се уште сме многу лево, тука кај пробудување, реформа, тука. Инако табелата има грешки, значи, некои грешки веќе ги детектиравме, ама тебе нема ти ги каже, обиди се сам да ги најде. Добро. Во ред. Така, малце интересно е, бидејќи има и погрешни позиции на некои теми, за лично размислување. Јас би сакал да прочитам прво еден цитат од Духот на пророштво во врска со врската помеѓу пробудување и реформа од една страна и самиот поим решетање. Споменав кога зборувавме за лекот што Христос го нуди до Лаодикеја, самиот тој лек ако се прифати, златото жежено во оган, белата облека на неговата праведност, очната маст со која што ќе прогледаме, самиот тој лек е рецептот за пробудување и реформа. Може ли тоа пробудувањето и реформата да бидат нешто друго? Ако се прифати Христовиот совет до Лаодикеја, ќе предизвика вистинско пробудување и реформа. Но да прочитаме прво што рекла Елена Вајд. Прво сведоштво до црквата, 181 страница, запишена во далечната 1857 година. И таа вели вака. Значи, ова е, замислете, на неизина 30 годишна возраст, или 29, зависи кога во таа година е запишено сведоштвото. Под насловот гласи: отвореното сведоштво ќе предизвика решетање. Кој е сведоштво? До Лаодикеја, токму тоа е што порано го проучувавме. Но кога Елена Вајд била се уште млада, таа многу не ги разбирала теолошките теми и затоа многу често го прашувала својот ангел. Што значи воа? Што значи тоа? И вели вака: запрашав, што значи решетањето што го видов? Што не видела нешто, некоја визија со решетање. Ми беше покажано дека тоа ќе биде предизвикано, решетањето ќе биде предизвикано од отвореното сведоштво, кое верниот сведок го објавува во својата порака до Лаодикеја. Тоа ми беше покажано, вели. Тоа, значи сведоштвото, Христовиот лек, и целото сведоштво, и укорот пред тоа, и така. Тоа ќе влијае на срцето на примателот. Ќе го наведе да го издигне знамето
и да ја објави вистинската вистина. Вистинската вистина. Зарем постојат лажни вистини? Во ред. Некои нема да го поднесат тоа отворено сведоштво. Тие ќе станат против него и што? И тоа ќе доведе до решетање помеѓу Божиот народ. И што е сега ова? Некоја научна фантастика од идно време? Не, тоа се случува пред нашите очи. Денес имаме, како што реков, верници, професори, проповедници, кои што не веруваат. И отворено се подсмеваат на она што Адвентичката црква некогаш го проповедала. Јас самиот се чудам. Јас се сеќавам 91 година влегувам прв пат овде во црква, Аслимовски грми со воодушевување, Откровение 13 глава. Исус доаѓа. И сега не само јас, еве и поскорешни пријатели и верници, ревни за пророштвата, за Даниел, Откровение и така натаму. А денес, во целата Југоисточна Европска Унија, како да постои партиска директива, не смеете да зборувате ништо во врска со папата, ништо во врска со тие теми, Откровение и така натаму. Па јас велам, па тоа не е истата црква. Па тоа не е истата црква во која што ја влегов. Во денешните библиски поуки, кога се проучуваше втора Солуњаните, ако се сеќавате, тоа беше пред неколку години, не смеја да напишат папството. Туку напишале врвот на отпаднатата црква. И оди сега прашувај се, ти која е таа? И куриозитет, и јас и брат Борче пред 1-2 месеца добивме совет од една личност да не зборуваме во врска со папа. Се разбира, тоа беше само совет, бидејќи ние не сме во партијата, па да тоа биде наредба. Но се чудам зашто, бидејќи еве јас, ако го што ги следам и на Борче проповедите, ретко зборуваме за таа тема, барем јас во последните 7-8 години повеќе фокус имав на оправдание со вера, Минеаполис, Стар Нов Завет. Ете, се споменува зверот, антихристот, само тогаш кога станува, ќе падне збор за него. Или ете, тогаш кога самата библиска полука беше на таа тема, и така натаму. Ја можем да речем дека ние, барем во последните 10 години, сме доста умерени по тоа прашање. Ние сме обседнати. Како брата Слимовски, например, и некои проповедници се обседнати со тоа. Пример, на Запад, Јан Маркузен, Бил Хјуз, тоа се толку обседнати со тие теми. Они само за тоа пишуваат, само за тоа проповедаат. И секојаш има нови информации да црпат за таа тема. Меѓутоа, тоа е веќе нешто друго. Како и да е, Елена Вајд тука вели дека решетањето ќе биде предизвикано затоа што некои ќе го прифатат Христовиот совет до Лаодикеја, целото сведоштво, а некои тоа нема да го поднесат, вели. Не дека нема да го прифатат, току не може да го поднесуваат тоа. Како што му рекоја на Борче пред 14 години, ние ако сакаме овие трактати, ќе ги фрлиме во Вардар. Трактати зашто биле дадени пари, не некои наши трактати тука. Трактати за кои што македонската мисија дала пари,
Или не дало пари. Cornerstone Publishing. Да, само дозвола во ред. Ама после кога ги прочитах содржината, проблем. И решија, ја повлекува дозволата да не се дела. Но фала на Бога не завршија во Вардар. Значи, денес во самата црква некои луѓе нема да го поднесат отвореното сведоштво. Третата ангелска вест, сегашната вистина, сето она што е суштината на адвентизмот. Адвентичка црква заради тоа настанала, заради тоа постои. Ако тоа го отврлите, престанете да биете адвентисти. Одете уште вечера во првата кафана и нарачете конјак. Така велам намерно, затоа што еден адвентички пастор и кажа вакво нешто изминативе години, затоа што јас мислам дека тука нема потреба да се отвори црква во ова место, во овој град, туку да отвориме христијански кафич. Кафе чърч, да. Затоа јас Нјуболт го нареков келнерски факултет, од каде што дотечниот пастор имал диплома. Кој знае што ги учат па таму? За да еден пастор рече, ја нема потреба тука да има црква. По-потребно е да има кафич. Па сега христијански кафич не е адвентички кафич, нели? Христијаните пијат алкохол. А ако не се служи алкохол, тогаш тоа не е христијански кафич. Тогаш ќе мора да го наречат адвентистички кафич. Ама од тоа име адвентистички во последно време се срамат и не е за употреба пред јавност. Страшно време, времето во кое што денес живееме. Меѓуто ова е време во кое што денес треба да се биде верен и како што вели Елена Вајд, да се црпи храброст од што? Од кукавичлукот на мнозинството. Да се црпи верност од нивното неверство. Јас лично не сакам да критикувам браќа и сестри, колку што е можно избегнувам да употребувам и имиња на некој чиј што углед би бил намален ако ги споменам по име. Меѓутоа, за некои работи повеќе не може да се молчи. Затоа што живееме во време кога Божиот народ треба да биде предупредуван за оно што се случува. И како што на времето на таткото на сегашниот председател на Генерална конференција, значи кога Нил Уилсон беше председател, Колин Стендиш ми имал напишано пророчко писмо. И му рекол вакво нешто. Ако сега прифатите да ракоположувате жени за проповедници, за 30 години ќе ракоположувате хомосексуалци за проповедници. И тоа писмо беше напишано 85 година. 30 години подоцна беше лани. И ние чувме, не знам само кога брат Борче го кажа, тоа пред нова година го кажа, мислам, значи сепак лани, дека во Калифорнија, во Адвентичка црква, е ракоположен или старешина, сеедно, што е тоа, првиот травестит. Пророштото на Колин почна да се исполнува. Знаете што значи тоа? Гледам кај некој од вас жални лице, што навистина така и треба. Јас се извинувам што јас не жалам. А треба да жалам, бидејќи Божиот печат ќе биде ставен врз оние што жалат и плачат заради беззаконијата што се вршат помеѓу Божиот народ, нели така пишува во Езекијел. Меѓутоа, овие работи веќе почнаа да се случуваат, иако сега се уште во
така ембрионална форма. Јас само посакувам Господ да го скрати ова време во кое што живееме. Понекојаш велев и си мислев, не би сакал светот да трае подолго од 31 година. Значи, за наредните 15 години максимум, така, 2000 годишнината од крстот. Но, јас мислам дека ако вака продолжи, и наредните 15 години ќе бидат многу време за овој свет, кој знае каде ќе заврши светот и Адвентичка црква по 15 години. Каква тогаш ќе биде состојбата? Многу е поверојатно дека Господ ќе го скрати времето и ќе дојде уште поскоро. Сега, непријателите планираат и отворено најавуваат дека следната година цела Америка треба да биде чипирана, а до 2020 целиот свет. Тоа е рокот што си го зададоа за Америка. 2017 за Америка. Краен рок. За целиот свет краен рок 2020. Јас предлагам, браќа и сестри, да го прифатиме овој нивен рок, да ние бидеме спремни за 2016, не за 2017. И само ако Господ сака, и овие планови ќе им ги растори, како што на Јован Павле II го растори планот до 2000 година тогаш. Го растори планот 2014 година, кога планира една светска влада со главен град Ерусалим за целиот свет 2014, и тој план го растори Господ. Може би ќе го растори и овој нивен план за 2020 година, но јас предлагам, браќа и сестри, да не се молиме повеќе Господ да им го растори планот, туку да се молиме ние да бидеме сега спремни и Господ да дојде што поскоро, да го избави својот народ. Нека му е фала и слава. Амин.